Правдата мора да излезе од фиоките. Кривичните пријави кои фатија прашина, а и истрагите заборавени по канцелариите да добијат судска разрешница. Новиот јавен обвинител да биде заштитник на правото, генератор на правдата и правдината. Ова се очекувањата на премиерот од првиот човек кој ќе го раководи јавното обвинителство. Разгледувањата на кандидатите за таа позиција би можело да започне уште утре на закажаната седница на Советот на јавни обвинители. Тие уште го чекаат предлогот од владата, па доколку во меѓувреме го добијат, почнува да тече рокот кој го имаат за да дадат мислење за пријавените кандидати. Без разлика кој ќе дојде на позицијата, уште првиот ден ќе треба да ги засока ракавите. Прво што треба да направи сите оние документи и случаи кои што се држаа во фиока да ги извади и да ги истражи, таму каде што нема дело и докази да ги затвори, таму каде што има дело и докази да оформи случај и да го предаде до судот, па потоа судот треба да одлучува дали ќе отпочне или нема да отпочне судска постапка. Очекувам да биде заштитник на правото, да биде генератор на правдина и тоа е она кое што го очекувам од новиот јавен државен обвинител. Институционална разрешница премиерот очекува и за случајот со европските земјоделски фондови. Обвиненијето товари 9 кои нудели и давале мито за да протуркаат апликација за ИПАРД пари која не ги исполнувала условите. Овој случај ние како влада го разоткривме, ние како влада постапувавме по овој случај и луѓето за кои што постои основано сомневање дека сториле кривично дело, обвинителството, а понатаму и судот треба во една судска постапка да го докаже истото. Мислам дека има од тие информации со кои што јас располагам доволен број докази за да овој процес добие судска разврска. Што се однесува до односите наши со Европската комисија, јас очекувам набрзо овие процеси да бидат откочени и да продолжи исплатата на средствата кон земјоделците. Во трката за државен јавен обвинител влегоа 5 кандидати. Сегашната веде државна јавна обвинителка Анита Тополова и Селовска, обвинителката Ленче Ристовска, судијата од Кривичниот суд Ненад Савевски, поранешниот председател на Кривичен Владимир Панчевски и обвинителката од Скопското обвинителство Лидија Раичевиќ. На местото на Лупчо Коцевски, кој поднесе неотповиклива оставка во декември лани, дојде Тополова и Селовска како веде државен јавен обвинител, која беше единствен кандидат, но не може да биде на позицијата подолго од 6 месеци.